Доколку вашата кожа е затегната, груба, рапава, доколку хидратантната крема се впива веднаш по чистењето на кожата, се лупи, се јавуваат предвремени бори, иритација и јадеж, тогаш ова видео е за вас. Во наредните неколку минути, заедно со мене, доктор Ивана Панговска, ќе ги разгледаме советите за нега на сувиот тип на кожа. Таа се карактеризира со недостаток на масноти, а поради нарушениот хидролипиден филм, честопати е дехидрирана. Чистењето на лицето треба да биде секојдневно, но не агресивно. Препаратите за сувиот тип на кожа треба да содржат две основни состојки. Едните се хумектанси, производи кои што ја привлекуваат водата и ја задржуваат во кожата, одржувајќи ја нејзината влажност, а во прв ред тоа се аминокиселините, млечната, хијалуронската киселина. Вторите состојки се емулиентите кои што имитираат природни липиди, меѓу другото прават масен филм на површината на кожата и го спречуваат испарувањето на водата. Тука ќе ги споменаме бадемовото масло, маслото од авокадо, маслото од дива роза и многу други. Придржувајте се до производи без мирис, бидејќи сувата кожа може лесно да биде иритирана од синтетички синтетизирани мириси. Редовната ексфолиација е важен дел од негата на сувата кожа, например млечната киселина, како добар хумектанс, овозможува за излупување на мртвите површински епидермални клетки, но од друга страна ја хидрира кожата. Бидете предпазливи со пилингот и употребувајте го барем еднаш неделно. Дневните креми треба да се со богата, густа текстура, а да содржат во себе и фотопротективно средство, независно од сезоната во која се употребуваат. За сите вас кои имате сув тип на кожа, направив избор на производи кои што можат да ви помогнат во рутинската нега на вашиот тип на кожа. Меѓутоа едноставно посетете ги ДМ дрогериите и направете го вистинскиот избор.